Значи, денеска главарши предпоследната сесија од форуми во заедниците, на која граѓаните на Кратово избора проект што треба да се финансира од овие финансиски средства кои ги дава Швајцарската агенција за соработка и развој 50% и 50% е се од буџетот на општина Кратово. Мислам дека киносалата која веќе со години не функционира е објект кој треба да се реновира, од кој ќе имаат корист сите граѓани на општина Кратово. Значи, почнувајќи од најмалите па се до пензионерите. Ќе користат, значи, и детската градинка и училиштата за своји приредби, и пензионерите, и за настап на културни уметнички друштва, значи може да ја користи Домот на културата, музеот на град Кратово, организирање на концерти. Мислам дека избора прав проект кој се надевам со овие финансиски средства можеби нема да биде 100% завршен, но со обезбедување на дополнителни средства од Министерството за култура, ако треба пак и од буџетот на општина Кратово, дека ќе дојде крај на реновирањето на овој објект и ги биде ставен во функција. На крај сакам да изразам голема благодарност до Швајцарската агенција за соработка и развој што не вклучи во овој проект, значи општина Кратово да биде дел од овој проект, да може да се реализира некој проект. Голема благодарност до ЦИРА која го спроведе овој процес и голема благодарност до сите учесници, до сите граѓани кои активно беа вклучени во овој процес преку овие неколку форумски сесии. Мислам дека ова е уште една голема придобивка за општина Кратово, затоа што се покажа дека може граѓаните да бидат директно вклучени при донесувањето на одлуки. Значи, во овој случај кој проект да се финансира, а во иднина се надевам дека ќе бидат вклучени и во самиот процес на донесување на буџетот на општина Кратово, во предлагање на проекти, проблеми кои треба да се решаваат. Значи, ова е вистинскиот пат по кој треба да се движи општина Кратово и да им овозможи на сите граѓани да можат да сами решават и одлучуваат кои проблеми да се решават и кои проекти да се финансираат. Значи, оние кои се најпотребни за граѓаните на општина Кратово.